Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести. Со државни и воени почести, интонирање на македонската и химната на Арама, пречеки испраќање на државното знаме, во тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу беше одбележан денот на Арама 18 август. Воедно во тетовската касарна беше одбележана и 27 годишнината од формирањето на Арама, процес кој, како што кажа подполковник Изер Ејупи, бил тежок и долг. Почетокот на формирањето на армијата не беше лесен. По осамостојувањето на 8 септември 1991 година и повлекувањето на тогашната JNA со многу малку средства, државата формираше армија со сопствени сили и капацитети за низино функционирање. А како резултат на ентузијазмот и иницијативата на тогашното државно и воено раководство, на 11 март 1992 година гордо беше развиорено нашето државно знаме на караулите Рамна Нива, Коприва и Девебај, рече Изер Ејупи, подполковник на тетовскиот гарнизон. Пред присутните беше потенцирано дека за овие 27 години македонската армија прераснала во модерна, професионална и добро обучена сила, рамо до рамо со армиите на земјите членки на Европската унија и НАТО. А како последен доказ за тоа беа неодамнешните вежби Одлучен удар и Платинум Волф. Ние како армија поседуваме и 17 годишно искуство од операциите за поддршка на светскиот мир, преку мисиите ИСАФ и одлучна поддршка во Авганистан, Слобода за Ирак во Ирак, Алтеа во Босна и Херцеговина и мисијата предводена од Обединетите нации УНИФИЛ во Лима, истакна подполковник Ејупи. На одбележувањето беше презентирана воена опрема од тетовската касарна. Воглед Штајнер 15x80. Значи служи за наблюдување на терен. 15, значи тоа доближува фактички за 15 пута предметот што го наблюдуваме, а 80 е излезниот оквир на воглед. Лазерски мераж на величина до далечина до 20 км. Значи зракот што го пушта иде до далечина до 20 км и не го мери далечина. На свеченоста, дел од припадниците на армијата добија признани и награди за досегашните достигнувања и покажана дисциплина. Иако работат со надминат капацитет, гостиварските градинки не можат да ги примат сите дечиња кои се пријавени за престој од септември. На листа на чекање има над 320 деца. За да ги задоволи потребите, на Гостивар му требаат уште 2 детски градинки. Градинките во Гостивар се претесни за да ги примат сите дечиња кои што родителите ги пријавиле за престој од септември. Интересот е огромен, а градинките, иако работат со надминат капацитет, не можат да ги задоволат потребите. Моментално на листата на чекање се над 320 деца, од кои според управата на установата во групите ќе можат да влезат 100. Интересот за прием на децата од секој ден, цела година и претходно и се надевам и наредно, цело време расте и расте. Имаме на листа на чекање моментално 323 деца, што ни се на листа на чекање. На почетокот од септември ќе стартуваат околу над 600 деца. Не знаеме сега точно бројката, затоа што цело време вршиме прием на деца и се одјавуваат и се пријавуваат. Меѓутоа, заинтересираноста е преголема. Капацитетот на децата е наднормативот во групите. Во склоп на јавната установа Детска радост во градот има 3 градинки, а една градинка работи и во селото Чегране. Дополнително деца се згрижуваат и во центри за ран детски развој во неколку населени места. Сепак, за да се опфатат сите пријавени дечиња, на Гостивар му се потребни уште 2 детски градинки. Потребата за градинка во Гостивар е преголема, значи алармантно дури, треба 2 нови градинки што би биле
прекрасно нешто за Гостивар, за да се опфатат сите деца што се на листа на чекање, дури сигурно и родителите кога би имало нешто плюс би биле презадоволни, затоа што стварно не сме ние во можност со 4 објекти и 4 центри за ран детски развој. Стварно преголема бројката, достига дури во текот на годината над 800 деца. Со оглед на долгата листа на чекање, директорката Мицовска вели дека при уписите предност ќе им биде дадена на семејствата каде двајцата родители се вработени и немаат друга алтернатива за чување на децата. Општина Гостивар неодамна информираше дека работи на уредување на објект во Долна Баница, каде што е планирано да се отвори уште една детска градинка. Кога таму точно ќе завршат сите работи и административните процедури, се уште не се знае. Освен од проширување, гостиварските градинки имаат потреба и од вработување на дополнителен кадар. Блокада на патишта ако не се надмине проблемот со недостигот на вода за пиење, најавија жителите од тетовската населба Дреновец. Со недостигот вода за пиење се сочуваме подолг период, велат жителите на Дреновец, кои живеат над градскиот стадион во правец кон тетовското село Гермо. Сметаат дека нерационалното користење на водата е причина што тие остануваат понекогаш и без капка вода. Со проблемот се сочуваме со години. Не помогна ниту новиот водоснабдителен систем. Многу куќи имаат хидрофори и ја земаат водата. Сметаме дека проблемот е во тоа што се користи за наводнување и миење возила и дворови, вели жител на Дреновец. Жителите посочија решение за надминување на проблемот. Може да се направи еден помал базен за вода до едно место каде има поголем притисок. Може вода да се донеси од шумата околу Гермо, ама тоа е поскапо. Мора да се направи нешто, инаку ние ќе бидеме примурани, јавно со блокади, да го искажеме револтот, вели жител на Дреновец. Од ЈКП Тетово се согласуваат дека поради нерационалното користење на водата, некои тетовски населби во овој период од годината остануваат без вода за пиење. Упателе повеќе предупредување до повеќе фирми, водата за пиење да не ја користат како техничка, за миење на автомобили и слично. Водата мора да се користи само за пиење, а не за друго. Сите кои имаат потреба од наводнување или перење возила, техничка вода има бесплатно која има во кругот на Тетекс, изјави Џелја Одсека, директор на јавното комунално предпријатие Тетово. Жителите на Дреновец навија блокирање на патиштата, доколку не се реши проблемот со недостигот на вода за пиење. Целосно реконструирана улицата Мурат Бафтијари во населбата Горна Чаршија во Тетово. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи изврши увид во завршните градежни активности за комплетна реконструкција на улицата Мурат Бафтијари, која се протега од мостот на реката Пена во населбата Горна Чаршија до жичарата во Тетово. Извршено е асфалтирање, поставување атмосферска канализација, нова мрежа за водоснабдување и улично осветлување. Значи се наоѓаме тука кај улицата Мурат Бафтијари за да означиме завршување на работите. Одработивме 700 метри пат должина, асфалтирање, тротуари, исто така и осветлување, јавно осветлување. Вредноста на проектот е 30 милиони денари и на овој начин ова е една голема олеснителна околност не само за граѓаните кои живеат тука, туку и за граѓаните од селата од Шарпланинскиот предел. Ние ќе продолжиме и понатаму да работиме на вакви важни проекти за нашите граѓани. Инаку од почетокот на годината општината целосно реконструираше улици во Мала и во Голема Речица, како и улицата во блок 4 во Тетово. Црн биланс во несреќи на патиштата во Полошко. 26 годишно момче загина во сообраќајка на автопатот Гостивар Тетово. 2 други несреќи завршија со повредени лица. Сообраќајна несреќа која се случи на автопатот Гостивар Тетово после неготинска клучка заврши трагично за 26 годишно момче. СВР соопшти дека вчера вечер во 22 часот и 40 минути било пријавено дека БЈ од селото Топлица, општина Врапчиште, управувајќи патничко моторно возило БМВ со гостиварски регистарски ознаки, излетал надвор од коловозот. Возачот починал на самото место на настанот.
Извршен бил увид од јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица Гостивар. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено за обдукција. Во Тетово пак околу 15 часот на кружен тек на улицата Маршал Тито, патничко возило БМВ со италијански регистарски ознаки, управувано од 25 годишниот БИ од Тетовско Саракино, удрил во 37 годишната тетовка МШ која се движела како пешак. Повредената жена била пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Во друга несреќа, ноќеска околу 1 часот и 15 минути по полноќ, на регионалниот пат Тетово-Јажинце, се судриле патничко моторно возило Поло со тетовски регистарски ознаки, управувано од 19 годишниот ФЕ од тетовското село Пршовце, и патничко моторно возило Голф со тетовски регистарски ознаки, управувано од 34 годишната МТ од истото село. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил ФЕ, а со полесни повреди се здобила МТ. Двајцата биле пренесени во клиничката болница Тетово за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид на местото и се работи на утврдување на поединостите. 38 годишен тетовец се сомничи дека извршил вкупно 26 кражби во Тетово. Кривични пријави заработија и 12 други лица за прикривање. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно расчисти и документира 18 тешки кражби, 8 кражби и 1 обид за тешка кражба, за чие извршување се сомничи 38 годишен тетовец, против кого се изготвени и ќе бидат поднесени 4 кривични пријави. Тој се сомничи дека во јуни, јули и август оваа година во Тетово насилно провалувал во возила, продавници, деловни и други објекти, од кои најчесто одземал парични средства, музичка опрема, компјутери и други предмети, противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист, која се проценува на околу 525.000 денари. Најголемиот број од одземеното е пронајдено и веќе им е вратено на нивните сопственици, односно на оштетените. Покрај ова со кривични пријави за прикривање, опфатени се и 12 други лица од Тетово и Тетовско, кои се сомничат дека ги купувале одземените предмети од 38 годишниот тетовец, информираат од тетовската полиција. И во денешниот полициски билтен на СВР Тетово регистрирани случаи на приведени лица поради поседување дрога. Лишени од слобода и двајца косовски државјани, кај кои биле пронајдени поголем број штеки цигари. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 14 часот извршиле претрес во домот на 25 годишен тетовец, реализиран со судска наредба, при што е пронајдена марихуана, дробилка и ризла. Тетовецот е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово. Вчера околу 16 часот и 50 минути пак на улица Вонвардарска во Тетово лишен е од слобода 29 годишник од Тетовско Горно Седларце, кај кого е пронајден кокаин. Против двете лица ќе биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска 10 минути по полноќ во близина на градскиот фудбалски стадион во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода двајца косовски државјани на возраст од 28 и 36 години, во чие возило со косовски регистарски таблици, пронајдени и одземени се 55 штеки разновидни цигари и 1000 запалки. Двајцата косовски државјани се задржани во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Некоја мува ми прошета.
Времето денес беше сончево, предпладне со мала облачност. Попладне особено со умерена облачност и услови за појава на краткотраен дожд. Дуваше слаб до умерен претежно северен ветер. Минималната температура изнесуваше 13 степени Целзиусови, додека максималната 29 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе изнесува 15 степени Целзиусови, додека максималната 29 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7. Тоа беше последната информација во вестите. Пријатно!